Швајцарското градче Ешалан, кое се наоѓа на 70 на километри оддалеченост од Женева. Минатиот викенд наликуваше на Македонија во мало. Обоено во црвено и жолто, со развиорени македонски знамиња, со звуците на македонската традиционална песна и вкусната македонска кујна. Ова мало швајцарско градче со близу 6000 жители ги собра на едно место и македонците од диаспората, и гостите од Македонија, но и локалните жители кои не останаа рамнодушни на прекрасната атмосфера. Организатор на настанот Македонски ден, кој за прв пат се одржува во оваа европска земја, беше Македонското добротворно друштво Македонија од Ешалан. Председателот на друштвото Никола Мирчев вели дека организацијата на оваа манифестација траела речиси 1 година. Господин Никола Мирчев, председател на Македонско добротворно друштво Македонија од Ешалан. Ајде да почнеме прво околу историјатот на ова македонско друштво. Јас како што чув, тоа е едно од најстарите македонски друштва во Швајцарија. Кажете ни кога е формирано, како се развиваше низ годините Македонското добротворно друштво Македонија? Друштвото Македонија од Ешалан е формирано уште во времето на бивша Југославија, во 1987 година како македонско југословенско друштво, така да во 89 година по самостојувањето на Македонија го регистрираме како македонско друштво под името Македонија од Ешалан. Од почетокот на 90-те години до 2000 години членови од првите генерации кои се дојдени во Швајцарија. И овде во самиот почеток имавме и членови од бивша Југославија, од српскиот народ овде кои беа. Така ова љубов во почетокот измеѓу македонците и Југославија се чувствуваше во тие почетни периоди, за покасно да направиме едно друштво кој ќе биде типично македонско и кој до ден денеска функционира и работи на овие простори од Швајцарија. Друштвото моментално брои негде 60 активни членови кои го сочинуваат работното претседателство. Иначе целокупниот симпатизери и членови на друштвото е негде околу 1000 членови кои се наши редовни гости и поддржувачи на друштвото Македонија од Ешалан. Друштвото во текот на својата работа, поточно можам да потенцирам во после 2000 години, земе дуг размер во работата. Во првите 10 години беше типично концентрирано на македонски традиции, обичаи и програми. Од 2000 години почнавме да организираме, да се дружиме со швајцарците и стапивме во контакт со општината Ешалан и до ден денес ова се работка. И ја зголемивме, така во 2006 година подпишавме пакт за пријателство измеѓу општина Ешалан како мост друштвото со општина Ново село. Денеска сме гости на еден настан наречен Македонски ден. За прв пат се организира ваков настан во Швајцарија. Ајде кажете ни како дојдовте до идеја да го организирате Македонскиот ден? Колку учесници има тука гледаме штандови околу, колку учесници има и со какви се содржини во однос на македонската култура, традиција, храна, ќе ја представите Македонија пред општина Ешалан, пред вашите гости, пред градоначалникот, нели пред сите тука што ќе бидат присутни? Да, видете, проектот Македонски ден е роден, ако смеам вака да се изразам, минатата година негде пролет. На еден од состаниците на друштвото, работејќи веќе 30 години, помисливме и размислувавме да поминеме подалеку од програмите што досега ги организираме, живееме на овие простори и размислувавме како би било најдобро да ја промовираме Македонија преку некој друг вид на програми кои што македонецот во овие делови од Швајцарија ќе биде познат. И така се роди проектот Македонски ден, прифатен од сите членови со голема радост и задоволство,
го прифативме проектот во март и од март па се до денес работевме на средби со општина Ешелан, кој морам да потенцирам дека целата организација нема да беше таа ако општината Ешелан не поддржуваше логистички и теренот кај сме овде спонзорство од општината и сите материјали кои ги гледате овде се спонзорство од општина Ешелан. Значи учесници во проектот се целокупното членство со нашите сопруги. Да ви кажам што и сам сум задоволен што Друштвото Македонија од Ешелан едно од друштвите кои што има и жени како членки на друштвото. И тие се секој ден и во сите работи учествуваат во работата на друштвото и така ова друштво со дамите, со нас има добри резултати на полето на својата програма. Македонски ден е за мене, како председател на друштвото, е финале на целокупната работа на 35 годишното работење на Друштвото Македонија од Ешелан. Имаме 15 штандови денес со различни теми, преку храната, виното, изложба на слики, фотографии од Македонија, преку имитација на македонска свадба која ќе ја видиме покасно, игроната група Светинао Мокри од Тринген и како гости од Македонија имаме групата Романтик Бед од Струга и Андријана Јаневска од Македонија кои ќе не забават преку цела програма на денот. Така, имаме и градоначалници гости од Македонија, но ќе имате и гости од Швајцарија, значи функционери од тука од Швајцарија. Кого се очекувате денеска да дојде? Како поддржувачи на проектот ги поканивме општина Ново село со градоначалник Ѓорги Божинов, општина Босилово Ристо Манчев, општина Василево Славе Андонов, општина Македонска Каменица Димче Атанасовски и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Нивната посета е поддржување на проектот Македонски ден, кои заедно со нас ќе дадат една поддршка на овој симпатичен и убав проект. Гости од Швајцарија после 19 часот ќе ни се приклучат општина Ешелан, 5 членови на општина Ешелан и еден пратеник од парламентот на кантоналното собрање на кантонот. Вие ни рековте дека во општина Ешелан има така позначителна македонска заедница, значи околу 600 жители, што според вас е 10% од целокупното население. Тоа не е за занемарување, на вистина, мислам, има тука доста македонци. Како живеете? Каков е животот тука во Ешелан? Видете, јас мислам дека друштвото се го прави своето. Толку број на македонци на едно место, концентрирано, и ако ги земе околните места, негде околу 1000 до 2000 македонци активно работат и уклучени се во работата на друштвото. Соработката измеѓу нас е успешна, добра, си помагаме таму кај што треба. Имаме школа македонско овде во Ешелан, имаме наставник кој е присутна овде, кој е од Министерството за образование од ланската година овде меѓу нас. Можам да се пофалам бидејќи македонците во Ешелан се слободни и исполнети и блиски со општината Ешелан, благодарение на друштвото која ги сближи овие две општини, овие две нации. И така македонците во Ешелан имаат осеќај како да се чувствуваат во Македонија, бидејќи во сите институции каде што ќе влезат, ќе побарат помош, ќе побарат информации, се добро видени, добро информирани и примени. Македонците ги гледат со други очи веќе швајцарците благодарение на друштвото Македонија. И на крај едно кратко прашање, споменавте има школа, тоа значи дека децата на нашите македонци го изучуваат тука мајчиниот јазик. Колку децата еве се заинтересирани да бидат дел од овие активности и преку овие настани да ја научат, да речам, културата и традицијата, да ја негуваат на нивните родители, на нивните предци? Па видите, прво друштвото беше како почетник за помагање и помош на школото да кога дојде наставничката да полесно крене со работа. Што се однесува до нивните активности, тие денес ќе бидат присутни, имат свој штанд со наставничката и уште една помошничка, кои активно ќе земат учество во цела програма на денот. Така да има голем интерес од децата да видат вакво нешто во Ешелан и далеко од Македонија, стрекни, исполнети и ние заедно со нив. Во 10-часовната програма, покрај македонски ора и песни, беа изложени и штандови со македонски производи. Македонско вино, сончогледово масло, икони од македонската црковна општина Лозана,
Книги, фотографии со мотиви од Македонија, а манифестацијата никако не мина без вкусната македонска храна. Се служеше телешка чорба, скара и пастрмајлија и секако македонската жолта ракија. Во целата атмосфера уживаа и локалните жители, а настанот го посети и градоначалникот на Ешалан Серж Борник со своите соработници од локалната самоуправа. Тој очекува оваа манифестација да прерасне во традиција и да расте од година во година. Општината Ешалан повеќе од 15 години е збратимена со македонската општина Ново село. Very interesting for us as a municipality to have this kind of event. We really have a large community here, and they are part of the village, and so it's important also to share this culture, and always interesting to have an event in Echelon. The fact that they are here, and a lot of them are here, it shows that they are very interested in this culture, in sharing also, and friendship with fellow citizen from a different country and different culture, and to have also a taste of the country with the food and the music and the dance. Oh, as a person, I really like it. It's really nice, and I enjoy being here, seeing this place with so many people and the music, and it's really nice. And I'd like really to thank you, and thanks the people who organize this, the community of Macedonian, and the president of the organization. It's really a nice event, and we appreciate it. Поддршка на македонскиот ден дадоа и градоначалници од неколку македонски општини, кои специјално за овој настан допатуваа од Македонија. Почитувани браќа и сестри македонци, почитуван градоначалник на Ешалан, господин Серж Борник и искрен пријател на општина Ново село, почитувана македонска амбасадорка во Швајцарија, почитувани колеги градоначалници. Прво, огромна ми е честа да можам токму во центарот на светската цивилизација од ова место, од општина Ешелан, која има пакт за пријателство со општина Ново село, да можам да се обратам на моментот каде ние македонците ги споделуваме нашите фолклор, традиција, обичаи, песни и ора. Се радувам за две работи. Прво, што ве гледам во толку голем број, што вие како македонци се држите сплотени овде надвор од родните огништа и сте важен двигател на швајцарската економија. И второ, се гордеам што и покрај тоа што постојано не сте дома кај нас, ја раздвижувате домашната економија, ги раздвижувате, ги полните градовите и селата. Денес вие уште еднаш покажавте не само дека сте најголеми инвеститори во Македонија, туку уште еднаш покажавте дека сте најголеми амбасадори на македонската култура, на македонската песна и на македонското оро. Сите вие денес присутни овде испративте неколку силни пораки. Првата порака е тоа дека овде во Швајцарија, во овој дел, има многу македонци. Меѓутоа, нашите македонци овде се честни и лојални граѓани на Швајцарија, меѓутоа во исто време ја носат Македонија во срцето и во душата. Денес беше големо задоволство да се слушаат овде македонските песни и ора, а тоа е така затоа што македонските песни и ора извират од душата и од срцето на секој македонец. Македонската култура, традицијата и обичаите, тоа е таа жива вода непресушна што ни дава сила да обстоиме низ вековите како народ и како држава. И се додека ја негувате, додека ја негуваме заедно со вас, ќе обстанеме и како народ и како држава. Добар ден, македонци, од каде и да сте од Македонија. На почетокот да упатам честитки до организаторот за овој прекрасен настан. Признание, бидејќи навистина на еден прекрасен начин ја представува македонската традиција, македонските обичаи, македонската култура, токму овде во Ешелан, во местото каде што сите вие работите и живеете. Вие како македонци овде сте интегрирани во заедницата во која што работите и действувате. Но јас како градоначалник на општина Василево сакам да упатам една порака дека нашата општина
вратите на општина Василево секогаш ќе бидат отворени за вас, за вашите деца, да можете секогаш да ме контактирате како градоначелник и како администрација во општината. Ние како општина создаваме услови и како за странските инвеститори, како за домашните, така и за нашите луѓе кои што овде живеат во Швајцарија и насекаде низ светот, да може подеднакво со сите други да инвестираат. А тоа е индустријската зона која што ќе ја отвараме во наредниот период. Сите вие сте добредојдени кои што имате интерес и кои што можете да вложувате. Сакам да упатам една порака. Сите македонци каде и да се низ светот, да бидат сложени, обединети, да се почитуваме, да си помагаме. Бидејќи на Македонија тој е сега, можеби како никогаш претходно, најпотребно во наредниот период. После вакви излагања морам да признам дека тешко е да се говори, благодарение на моите колеги градоначалници. Почитуван градоначалник Серж, почитувани дел од тимот на градоначалникот, почитувана амбасадорке, почитувани присутни македонци, добар ден и од мене. Почитувани мои драги каменичани, се надевам дека ќе ве гледам во се помал број во Швајцарија, а во се поголем во Македонска Каменица. Факт е дека македонците во Швајцарија се испочитувани далеко тоа и ние сме благодарни на Република Швајцарија. Меѓутоа, пак ќе речам, жална е сликата, јас искрено преска испомнав и на оваа генерација на политичари ќе биде само и само да водат грижа за што поголем број на македонци да се вратат во родната земја. И имаме услови, имаме шанси, имаме капацитети, сите овие луѓе ќе дадат се од себе да створат што подобри услови во Република Македонија. Јас ќе бидам краток, нема да должам многу, да сте ми живи и здрави. Убава вечер ви посакувам, да живее Република Македонија и вие. Веде амбасадорката на Македонија, ја повика дијаспората да не ја заборават својата татковина. Да ги учат децата на македонските традиционални вредности, да ги негуваат јазикот и културата и почесто да се враќаат во родните огништа. Денеска имав чест и задоволство да присуствувам и да слушам прекрасна македонска музика, која во сите нас не само што буди забава, туку буди солзи. Таа музика е гаранција дека овој народ ќе ги надживее сите помрежија, сите премрежија кои ја надвисуваат можеби нацијата. Затоа ве повикувам да ја негувате таа култура. Тие дечиња што ги гледам овде, што знам дека посетуваат училишта на македонски јазик и кои ќе иземат дипломи идната недела. Понатака да ги запишувате во училиштата. Државата ќе се обиде на најголем можен начин да ги поддржува тие училишта. Да не се заборави азбуката. Овде школо го знаете и треба го почитуваме. Меѓутоа, азбуката е таа што ние не треба да ја заборавиме. На крај сакам да ви поздравам и само едно нешто и замолувам да го преведете ова. Сакате ја вашата земја каде што се наоѓате. Почитувајте ја прекрасната Швајцарија. Ќе ви овозможи убав живот. Но во вашите срца чувајте ја љубовта кон вашата прва татковина. Таа не ве заборавила. Таа знае колку многу сте имате надвор. Болно е што гледаме празни села, болно е што гледаме празни училници. Ке работиме за некако да ја направиме земјата атрактивна, да не ни бегаат, да има таму рожба. Дека интересот за изучување на мајчиниот јазик е зголемен потврдува и наставничката Ирена, која заедно со дечињата на иселениците преку креативни цртежи ја вежбаа македонската азбука. Таа е задоволна од посетеноста на незините часови по македонски јазик, но пред се од интересот кај децата за македонската историја. Наставничке, вие сте дојдени во Швајцарија во септември, значи помалку од една година сте тука. Учите дечиња на наши македонци, на која возраст ви се учениците, од колку до колку годишна возраст? Па различно е, значи се работи настава во етапи, во три дела е поделена, затоа имаме дечиња од 4
па до 15-16 години во зависност од интересот на самото детенце. Така, каква е програмата што ја учат децата тука? Па програмата е според Министерството за образование на Република Македонија, значи и повеќе е посветено за изучување на азбуката, кирилицата, нели, описменување на македонската азбука кај децата. Плюс ги учиме историјата македонска, учиме за најпознатите македонски, значи природни знаменитости, историски знаменитости кои што нели треба како граѓани што некогаш ќе се вратат во своите родни краеви да бидат запознаени каде се наоѓаат, што е најинтересно да посетат, бидејќи сепак тие тука голем дел од нив тука се родени, растат тука и така малку им е далечна Македонија, освен што ќе ја познаваат по нивните баби, дедовци така. Така, колку кога дојдовте вие, колку децата имаа познавање за Македонија со оглед на тоа дека многу од нив се родени тука? Па тоа многу зависи, значи од самото семејство, нели имаме македонски чисти семејства, има многу дечиња доаѓаат од мешани бракови, французин, мајката французинка, таткото македонец, бугарка мајката, така значи, и во зависи од колку дома родителите го презентираат пред нив јазикот, зависи степенот колку го знаат. Имаме некои воопшто не познаваат македонски, а некои, значи, добри се така прилично, знаат и да ти раскажат на македонски, нешто да ти напишат, значи, и така интересни се дечињата, прашуваат и за некои работи што не им се познати во врска со нашата држава, така интересни, нели, во смисла на историјата ги интересира езерата, реките, тоа за децата. Колку часа неделно, како имаат они настава кај вас? Значи, наставата е организирана да се држи 4 часа, еднаш неделно, споени се часовите, и тука имаме македонски, ликовно, општество, географија, историја, музичко образование, значи ги учат македонските народни песни, традициите ги запознаваме, еве кои што се со самиот временски период Божик, Великден, како се прославува во Македонија. На некои им се познати, ама некои не знаат, бидејќи стварно зависи родителот како ќе се презентира со традициите тука. И така да еднаш неделно одам во сите 7 града, во 7 града предавам тука, во францускиот дел на Швајцарија, Женева, Фрибург во Белфо, Ивердон, Екобљан, Ешалан, Пиду и во Веве. Тие се 7-те града, има околу 107 дечиња, многу се, за сега, 7 паралелки. Тоа значи дека интересот е голем? Да, се интересираат и сакаат, имаат желба да го изучуваат македонскиот јазик. Зашто викат ке ни треба наставничке, нема да знаеме да прочитаме во ресторан, знаеш, малите така зборат. Мама нема да биде до мене да ми порачи сендвич, сладолед и така. Одлично. А децата тука денеска цртаат нешто, ова е вашиот штанд, така? Да, така, имавме презентирано буквички да бојат да цртат на денешниот македонски ден со кирилицата, значи малите и големите кои сакаат да погледнат и да избојат некоја буквичка, така и да појават интерес понатаму за посетување на самото училиште. На природните убавини на Македонија, истакнати преку фотографиите и уметничките дела на двете уметници со потекло од нашата земја Гонца и Мара. Никој не остана рамнодушен. Посетителите се воодушевуваа на пејзажите од Канео, Смоларските водопади, Охридското езеро и многу други предели кои ги има само кај нас и никаде на друго место. Гонца Перунковска, по втор пат се гледаме во Швајцарија, овој пат на настанот Македонски ден, на кој што ја промовираме македонската култура, традиција, а еве вие преку вашите фотографии ги прикажувате и македонските пејзажи. Кажете ни какви се фотографии имате тука изложено, од кои делови на Македонија и така. Добар ден, ви благодарам пак на поканата еве да дадам изјава за Алфа телевизија. Ова ми е моја 9-та изложба. Меѓутоа се радувам, бидејќи е моја прва комплетно македонска изложба, комплетно со македонски фотографии. Имам фотографии од Охрид, од Трпејца, од Струмица, од нашите манастири, од Пехчево, од водопадите, од камените кукли во Кратовско, Матка,
водопадите, Козјак, и тоа е само еден, да речам, мал дел од мојата архива, тоа што можев да го спремам за ова кратко време. Имам фотографии кои што се уште не се изложени, ќе бидат на некој следен настан. И ова е само многу мал дел од она што може да се види од нашата Македонија. Имам многу идеи, еве да речем, за следни изложби. Меѓутоа, ова денес овде што се случува ми е многу интересно и можам да кажам дека ваков настан досега се нема организирано во Швајцарија. Овој македонски ден се надевам дека ќе прерасне во традиција, ќе биде успешно и дека ќе се видиме и следната година овде, бидејќи на овој начин Македонија се представува во најдобро светло. Не само моите фотографии, овде јас донесов мои материјали, книги од други фотографии, монографии, нашите обележја, нашите филигрански изработки. Овде имаме слики од Македонија исто изработени од мојата пријателка. Можам да кажам дека нешто, не знам, возбудена сум и многу е убаво. Така, има ли интерес кај жителите на Швајцарија, ме интересира кај швајцарските граѓани за нашите фотографии, дали тие се интересираат вака кога поминуваат, гледам дека поминуваат по штандовите, што најмногу ги интересира и зашто најмногу прашуваат? Па има интерес, еве можам да кажам дека 2 фотографии веќе се продадени. Едната ја купи една госпоѓа швајцарка, манастирот во Водоча, Свети Леонти. Има многу интерес, ги гледаат претежно нашите цркви, манастири, нашите убавини кои што можеби досега и не се представени, не ги познаваат. Се интересираат, ги разгледуваат книгите, ги разгледуваат посебно и овие патеписните водичот што е ова за Македонија, монографиите со фотографии. Се интересираат и да видат нешто повеќе од ова е само мој мал дел од архивата, се интересираат да видат и нешто повеќе. Веќе ми порача да речам каталог за да обезбедат и дополнително. Ме радува тоа што има интереси од нашите луѓе, ама има интереси од овдешни од швајцарци. Тоа и кај нас во кантонот каде што живеам во Тичино, исто и таму има интерес, ги препознаваат убавините наши македонски. Подготвувате ли нешто ново? Ќе има ли нешто наскоро, некоја нова изложба, некој нов проект од вас? Па секако дека ќе има многу идеи, многу проекти во план. Еве овде беа Сабајлево градоначалниците кои што се гости на оваа манифестација. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски веќе ми понуди изложба во Куманово. Меѓутоа сакам нешто друго да кажам како член на раководството на Македонскиот национален совет овде во Швајцарија. Следниот проект на кој што веќе се работи и кој што е, можам да кажам, објавен, е проектот во Палатата на Обединетите нации во Женева во септември. Македонскиот национален совет организира гала прием во соработка со нашата амбасадорка при мисијата на Обединетите нации. Ќе биде представена Македонија со храна, со носи, со културно-уметничко друштво, со фотографии и можам да кажам јас како одговорна во рамките на проектот сум одговорна да направам да организирам видеопроекција, видеоизложба со материјали од најпознатите македонски фотографи кои што веќе почнавме да го изработуваме. Половина од материјалите се пристигнати. Ќе направиме една убава видеопроекција која што ќе представува Македонија во најдобро светло, не само пейзажите, нашите цркви, манастири, убавините, нашите носи, галичка свадба, Вевчанскиот карневал, еве да не најавувам повеќе, ќе биде многу убав. Овој проект го најавувам со големо задоволство, еве можам да кажам во името на Македонскиот национален совет. Добар ден, јас сум Мара Цветкова, доаѓам од кантон Тичино. Иначе за манифестацијата видов на сајтот. Го контактирав во исто време председателот дали можам да учествувам на таа свечена пригодба тој ден
важен, мислам, за нас македонците. И со задоволство ме прими да бидам, да присуствам и да изложам некои од моите дела. Така, може да ни кажете ајде малку повеќе за вашите дела? Како се создадени, од каде инспирацијата? Па да кажам вака, јас станав артист малку покасно, поради некои причини, иначе сум любител од мала на уметноста. Иначе инспирации прво црпам, нели, од Македонија, како што гледате, јас имам дела. Тоа е водопадот во Смолари, после Момата во Прилеп, тоа е Предачка, Свети Јован Канео, па Охрид, и како што гледате Жетварка. Тоа го правам поради тоа што Македонија е стално присутна во мене и ја сакам. Сите тие инсерти ме подсетуват на некој мој минато. Иначе други работам, како да кажам, тема што ја работам иначе како уметник е да дадеш лик. Значи, ова е планината Пилатус во Швајцарија. Значи, јас така ја гледам, јас давам лик, значи ги уманизирам. Или тоа, како го викат овде, сюрреализам. Исто и Смоларскиот водопад, горе давам лик, е номинирана нимфа. Нимфата е заштитничка на природата, на водите. И бидејќи таа е близко до мене, нели водопадот. И осеќав да го направам и тоа дело. Овде имам од тратот Тичино, тоа Вал Верзаска, едно место многу познато. И се вика Понте дел Салто. Значи, овде навистина убаво и да се посети и Тичино. После српам инспирации исто по минатото, нели, чувствувајќи дека, нели, ние македонците не сме само денес, тук имаме и важно историско минато, па сите тие трати ми прават задоволство да го правам тоа. Исто друго, тоа е дрво на животот. Мислам, и користам повеќе символика внатре. Трудејќи си, нели, да го внесам сето тоа што го има во мене. Ова исто, таа е правена во периодот на COVID и дадов име Надеж, на што луѓето во вакви моменти сите се безнадежни. И надежта ја барат со поглед доле, но надежта е секој пат кон сонцето. Значи, треба да се свртиме со позитивни мисли, пошто надежта постои, која ни дава сила и утре да биде пак сонце. Јас така го замислив и ја изработив оваа слика. Како што гледате, многу е вариабилно тоа што работам, пошто зависи од моментот. Значи, јас сум слободен уметник, правам тоа што го чувствувам. Во иднина, како што реков, моја тема е да дадеш лик. Дали вашите фотографии ги изложувате, да речам, само на вакви настани, каде што се организираат во рамки на некои македонски здруженија, или во кантонот каде што живеете, имате можност некако да им ги презентирате, да речам, па можеби не само на македонците, туку и на швајцарските граѓани? Ете, тоа е момент, едно неодамнашно моje изненадување, бев контактирана од артисти во Тичино, пошто се запазени преку видување или преку тоа се вика паса парола, преку збор, да бидам внатре во нивното друштво. Јас го прифатив и бев контактирана исто од еден критичар, уметнички критичар, имав еден средба со него и сакаше да види некои од моите дела. Дискутиравме и после ми рече дека јас сум прва од 16 кандидати што сум примена во декември да имам изложба во Варини, Тичино. Тоа е едно место, мислам, интересно и не е баш лесно да влезеш во тој круг. Јас сум изненадена и се надевам дека и тоа ќе даде позитивни резултати. Мислам, таа е една моја прва изложба.
Градскиот парк во Ешалан беше вистински репрезент на македонските културни вредности, убавина за очи и за душа, но и грудка во срцата од копнеш кон татковината. Покрај храната, ората и музиката, пред присутните беше представена импровизирана традиционална македонска селска соба, а неизоставен дел беше и прикажувањето на македонската свадбена церемонија. Овој пат во аранжман на културно-уметничкото друштво Свети Наум Охридскиот Тринген, кои на автентичен начин ја одглумеа целата постапка како се прави една традиционална македонска свадбена прослава. За музичкиот дел беа задолжени Андријана Јаневска и групата Романтик Бенд од Струга. Целодневната програма ја збогатија со звуците на македонските стари, народни и родолюбиви песни, кои предизвикаа бура од емоции кај селениците. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Можеме сите. Организаторите презадоволни од настанот. Велат дека идната година добиле ветување оти македонскиот ден ќе трае 2 дена во текот на целиот викенд и ќе добие уште поголема поддршка од општината Ешалан. Како и самите видовте, денот беше полн со гости, по наша проценка неде 2.500 народ, према потрошната на пијалаутите и храната. И сите весели, сите расположени. Лично имав разговор со општина Ешелан, градоначалникот на општина Ешелан и својата екипа беа импресионирани од програмата и изразија и предложија предлог да у најбрзо време се сретнеме и разговараме повторно за иста средба во идната година. Јас ви посакувам и следната година ист ваков настан уште поуспешен, да прерасне во традиција и да слушне светот за нас македонците. Па видите, мислам дека преку ова програма, барем во Швајцарија и околината овде во романскиот дел на Швајцарија, ќе слушнат и веќе слушна, бидејќи во последните денови медиите на Швајцарија беа заинтересирани за овој настан. Се надевам дека и другите асоциации, друштва ќе ја видат овој настан и ќе пробаат таму кај што се да организираат слични. Македонија е мала земја, но големо срце, ние тоа денес го докажавме. Резултатот од идејата на овој ден, јас го очекувам на 5-та година негде да биде топ од замислата како треба да изгледа македонски ден од Швајцарија. Ti bez mene, jaz bez